Во Република Македонија во 2013 година во детските градинки беа згрижени 31.517 деца на возраст до 6 години. Процентот на опфатени деца од 0 до 6 години во 2006 година изнесуваше 11,6, во 2013 година изнесуваше 22,3, додека пак во 2016 година опфатени беа во предучилишните установи 27% деца од 0 до 6 години. Во 2016 година во предучилишните установи во Македонија беа згрижени 40% од децата на возраст од 3 до 6 години. Во 2016 година во Република Македонија беа згрижени околу 38.400 деца до 6 години во предучилишните установи. Во нашата установа, наша иднина, во последните неколку години се добија неколку донации, се извршија поголеми набавки со што се збогатува и обновува потребите. Детските градинки добија донација од 4 професионални фрижидери од германската амбасада, набавивме нова печењара во централната куња, клима уреди, преку донација обезбедивме и органчиња за сите деца згрижени во нашата установа, преку набавка и донации се зголемуваше фондот на играчки и едукативни материјали потребни за секојдневните активности, столчиња, масички, креветчиња, јоги и душеци. Преку реализација на хуманитарни акции на Советот на родители се обезбедија средства за реновирање на подовите, стружење и лакирање на паркетот, и тоа во објектот во населбата Вишне целосно, во објектот Гоце Делчев 3 занимални и 3 занимални во објектот Бончејца. Во 2012-2013 година беше реновиран новиот дел од објектот Бончејца и се пушти во употреба, каде се сместени околу 90 деца. Реализацијата на овој проект чинеше 7.200.000 денари, беше реализирано од страна на општина Прилеп во соработка со Швајцарската агенција за поддршка и развој. Исто така, значи, минатата година беше отворена градинка за деца од предучилишна возраст во состав на Работничкиот универзитет. Инвестицијата е околу 1,5 милиони денари и се обезбедени од буџетот на општина Прилеп. До сега извршено е целосно реновирање на санитарните чворови во објектот Бончејца, половина во објектот Тризла, во едно крило на објектот Гоце Делчев и 2 тоалети во објектот Вишне. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на бизнис секторот и општествено одговорните компании, како и голем дел од родителите кои донираа на различни начини во нашата установа, и исто така сакам да се заблагодарам на општина Прилеп и градоначалникот Маријан Ристевски за целиот труд и внимание кој ги вложи за унапредување на нашата воспитно-образовна работа. Исто така, во нашата установа од 2008 година се реализира проектот Инклузија на деца роми во предучилишните установи во Република Македонија. Општина Прилеп е една од 10 општини во нашата татковина која го реализира овој проект. На почеток биле вклучени 12 деца од ромска националност, но денес тој број изнесува 30 деца. Со цел понатамошно напредување, подобрување и зачување на здравјето и потикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на децата до 6 годишна возраст, планирано и понатаму да се инвестира во изградба на детски градинки и адаптација и реконструкција на постоечки објекти во детски градинки во градот и во населените места, со што би се подобрила задоволување на потребата од сместување на деца од претшколска возраст. Така за брзо време работи локалната самоуправа на оваа проблематика. Ќе биде отворена градинка во населеното место Големо Коњари, која е готова, подготвена за отворање. Тоа ќе биде наредниве денови, со што Големо Коњари и сите околни населени места ќе имате една таква установа за претшколска возраст, на општо задоволство на сите родители и овие дечиња кои што постојат во Големо Коњари и неговата околина. Во меѓувреме, веќе се издвоени 3 милиони денари, завршен е и тендерот од буџетот на локалната самоуправа, средства кои што ќе бидат наменети за адаптација на постојаните простори од основното училиште Рампо Левката во Прилеп, ќе бидат преадаптирани во градинка. Средствата, реков, се обезбедени од буџетот на локална самоуправа, со што ќе се добие капацитет за 100 деца сместување
кој ќе ги задоволи ова градинка потребите претежно на населбите кои се во околината на овај капацитет, и тоа урбаните заедници Чачорица, Тапани и Корза, а тоа се навистина големи населби. Исто така во програма е предвидено на владата и локалната самоуправа градинка со голем капацитет која ќе се гради во населбата Точила, со што треба да биде решен проблемот со сместување на децата од претшколска возраст. Капацитетот на оваа градинка би било околу 400 деца и би опфатила едно од најголемите населби во градот, тоа е населбата Точила и Варош. И секако уште една ваква градинка е предвидена од голем обем, е предвидена и во генерален и во детален план во една од најголемите населби во нашиот град, а тоа е урбаната заедница Рит, што значи таму би се градела градинка од голем обем со капацитет од околу 400 деца. Иако бројот на деца, за жал, поради намалување на наталитетот во општина Прилеп се намалува, кај нас имаме зголемување на побарувањата за престој на деца во градинките, што малку нема логика, меѓутоа од друга страна и има логика, а логиката е следна. Прво, зголемување, енормно зголемување на бројот на вработени луѓе во градот, што значи родителите кои што порано биле невработени, сега тој процент во многу е намален, луѓето одат на работа и имат потреба некој да ги чува нивните деца, а најдобра можност за тоа се градинките. Втора битна причина е со современиот начин на живот овозможува да родителите размислуваат не нивните родители, него децата да бидат чувани во градинки, каде што децата повеќе се едуцираат и социјализираат, што исто така е многу битно во овој 21 век. И третата исто така битна работа е енормно ефтината цена во градинките, која изнесува само 1490 денари месечно или смешни 65 денари на ден. Со ова навистина е поттикнато барањето кај сите родители да децата се чуваат во градинки, а тоа создава на нас и предизвик да што повеќе постоечки капацитети во градот ги преадаптираме во градинки, како што правевме тоа досега, меѓутоа и да изградиме нови градинки за да бидат задоволени сите овие потреби.